Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Да ви известам за сумарниот извештај поврзан со активностите околу референдумот кој што минатата недела се одржа во Република Македонија. Во текот на организирањето и спроведувањето на референдумот вкупно се регистрирани 40 нарушувања поврзани со остварување на правата на глас и референдумот. Ќе почнам по подрачје. На подрачјето на надлежност на Висшето јавно обвинителство Скопје, еден предмет е оформен уште во текот на кампањата, додека останатите настани се однесуваат на денот на референдумското изјаснување. Станува збор за предметот оформен со спојување на 3 кривични пријави поднесени од 2 политички партии и едно здружение, а се однесуваат за ист настан против исто лице за наводно изречен јавен повик за подкуп при избори и гласање и за повреда на слободата на определување на избирачите, односно за прекршување на член 162 и член 160 од Кривичниот законник на Република Македонија. Пријавите беа доставени до Основното јавно обвинителство Скопје и истите беа препратени на надлежно постапување во Основното јавно обвинителство Куманово. Предметот е оформен, распределен е кај надлежен јавен обвинител и по него се постапува во насока на проверка на наводите содржани во кривичната пријава. На денот на гласањето не се регистрирани нерегуларности на подрачјата на Основното јавно обвинителство Куманово, Основното јавно обвинителство Крива Паланка, Основното јавно обвинителство Велес, Основното јавно обвинителство Кавадарци и Основното јавно обвинителство Гевгелија. На подрачјето на надлежност на Основното јавно обвинителство Скопје регистрирани се 29 настани за кои беше известен јавниот обвинител. Во најголем дел пријавените настани се однесуваат на незначителни инциденти, од кои 27 се разјаснети уште во текот на истиот ден. Елементи за кривично дело се утврдуваат во еден настан на гласачко место во аеродром, каде едно лице дошло во дворот на училиштето каде се вршело гласањето, започнало гласно да вика и да ги омаловажува сите присутни. Во обид да го смират, интервенирале тројцата полициски службеници, но лицето започнало да се турка и да ги удира истите. Лицето е приведено и во консултација со Основниот јавен обвинител Скопје, против него е поднесена кривична пријава за кривично дело напад врз службено лице при вршење на работи од безбедноста по член 383 од Кривичниот законник на Република Македонија. Констатирани се и неколку прекршувања и нарушувања на јавниот ред и мир, како и обиди да се фотографираат гласачките личиња. При тоа беа регистрирани настани на неколку гласачки места во кои граѓаните пријавувале дека неовластено се снимани од страна на одредени лица, при што полициските службеници излегале на тие гласачки места и утврдиле дека се работи за новинарски екипи кои што немале видливи истакнати легитимации или уредна акредитација за следење на референдумот. За другите два настани кои не беа разјаснети, веднаш и натаму се постапува по насока на надлежен јавен обвинител. На подрачјето на Висшето јавно обвинителство Битола да констатирам дека не се констатирани настани за евентуално нерегуларности при спроведувањето на референдумот и тоа на територијата на која што се надлежни Основното јавно обвинителство Прилеп, Основното јавно обвинителство Ресен и Основното јавно обвинителство Охрид. На територијата каде што е надлежно Основното јавно обвинителство Струга, евидентирани се 2 настани кои се веќе разјаснети. Елементи на кривично дело се утврдуваат за настанот кој се случи во село Мислешево, каде гласач подигал лист за гласање од избирачкиот одбор, отишол зад параванот за гласање, а кога се упатил кон кутијата каде се стават гласачките ливчиња, се обидел во неа наместо даденото гласачко ливче да стави други празни ливчиња, меѓутоа во таквата намера не успеал, бидејќи бил забележан од членовите на избирачкиот одбор,
пошто лицето ги испуштило тие ливчиња и избегало со гласачкото ливче дадено од избирачкиот одбор. Од страна на јавниот обвинител веднаш беше дадена насока на службените лица на полициската станица Струга, лицето да се пронеде, да се изврши претрес кај него, како и во неговиот дом или просториите каде ќе биде истото затекнато. Додека ливчињата кои ги ставал на гласачкото место да бидат подигнати со потврда за привремено одземени предмети. Следниот ден по гласањето, сторителот сам се пријавил во полициската станица Струга, а против него веќе е поднесена кривична пријава за кривично дело уништување на изборен материјал од член 164 став 1 од Кривичниот законник. Од страна на надлежен јавен обвинител издадена наредба за прибирање информации од членови на избирачкиот одбор. За другиот настан, кој што се има случајно во надлежност на основното јавно обвинителство Струга, се однесува за фотографирање или сликање на избирачи, меѓутоа од страна на јавниот обвинител е констатирано дека фотографирањето е случајно надвор од гласачките места и затоа не се превземени мерки за понатак. На територијата на основното јавно обвинителство Битола е евидентиран еден настан во кој едно лице, ангажирано како наблюдувач на гласачкото место, пријавил друг наблюдувач дека им се обраќал на гласачите кои доаѓале на гласање и ги убедувале истите да не гласаат. Основното јавно обвинителство Битола за настанот очекува известување или соодветна пријава од секторот за внатрешни работи Битола. На подрачјето на Вишето јавно обвинителство Гостивар за неколку основни јавни обвинителства, како што се основното јавно обвинителство Тетово, основното јавно обвинителство Кичево и основното јавно обвинителство Дебар, нема, ниту пак е поднесена некоја кривична пријава поврзана со активностите околу референдумот. Единствено, во таа надлежност која што покрива Вишето јавно обвинителство Гостивар, има два случаи пријавени во основното јавно обвинителство Гостивар. Во првиот, гласач откако гласал на избирачкото место, вознемиран, го стуткал гласачкото ливче и барал ново гласачко ливче, но избирачкиот одбор, кој го спроведол гласањето, не му дозволил и гласањето во истото гласачко место продолжило. Во вториот настан, до основното јавно обвинителство Гостивар, пријавено е фотографирање на гласачи од возило во кое биле неколку лица, идентификувано е возилото и двете лица се приведени. Во двата настани, од страна на дежурен јавен обвинител, дадени се насоки на полициската станица Гостивар како да се постапи за целосно разјаснување на случајот. На подрачјето на Вишето јавно обвинителство Штип нема регистрирани настани поврзани со организирањето и спроведувањето на референдумот, и тоа во основното јавно обвинителство Струмица, основното јавно обвинителство Берово, основното јавно обвинителство Свети Николе и основното јавно обвинителство Делчево. Во основното јавно обвинителство Штип регистрирани се два настани, од кои елементи за кривично дело се утврдуваат во настанот во основното училиште Димитар Влахов, каде едно лице излегло на гласање заедно со неговата сопруга, која се представила дека е неписмена и гласала со помош на член од избирачкиот одбор. Пред да го стави ливчето во гласачката кутија, незиниот сопруг го зел, го отворил, а потоа го искинал истото. За ваквото действие, секторот за внатрешни работи и Штип поднесе кривична пријава против осомничениот за кривично дело повреда на правото на определување на гласачите од член 160 став 1 од Кривичниот законник на Република Македонија. Основното јавно обвинителство Кочани се евидентирани два настани, а еден е регистриран во основното јавно обвинителство Радовиш. Тука станува збор за незначителни настани за кои нема елементи за сторени кривични дела. Освен овие 39 евидентирани настани на денот на гласањата низ Република, на отворената електронска адреса, која што беше отворена исклучиво за потребите на комисијата која што ги следеше активностите поврзани со референдумот, беа доставени
15 информации од граѓани и 2 кривични пријави кои што беа доставени од адвокат во име на една политичка партија, односно политичката партија ВМРО ДПМН. По истите пријави се постапува, распределени се кај надлежен јавен обвинител, за да се утврдат наводите кои што се содржани во кривичната пријава. Секако дека обвинителството штом ќе ги добие, штом се најавени, ние ќе постапуваме, меѓутоа до овој момент такво нешто нема поднесено ниту ВМРО ДПМН, ниту некоја друга политичка партија. Меѓутоа ние будно ги следиме сите активности поврзани по референдумот, сите укажувања, повикувања по пресконференции и доколку утврдиме дека во некој од настаните кои што се посочуваат има елементи за кривична одговорност, секако дека ние како обвинителство ќе постапуваме. Секако дека доколку има индиции за сторени кривични дела, не само во местото кое што вие го посочувате, туку секдека низ државата, ние ќе постапуваме. А до сега немало индиции дека постојат такви кривични дела? До сега до кај нас нема поднесено било представка, било кривична пријава, за да можеме и ние да постапуваме. Меѓутоа, будно следиме и доколку цениме дека има индиции за сторени кривични дела, ќе постапиме.